Уште не може да се утврди точен рок за почеток на изградба на патот Струмица-Валандово. Трасата, која е поделена на 4 делници, е прецизирана и исцртана од експертите, но недостигаат уште анализи за да се знае што точно е потребно за изградба на патот. Овој патен правец е поделен на 4 подделници. Техничката документација и основниот проект се готови. Во моментот јавното претпријатие за државни патишта работи на усогласување на инфраструктурните проекти, тоа се урбанистичките проекти. Дел од трасата поминува по истиот пат, дел се менува и оди по друга сосема нова траса, така што се усогласуваат инфраструктурните проекти, кога ќе бидат одобрени, ќе преминеме на постапка за експроприација, а потоа и кон обезбедување на средства за реализација на овој проект. Проектната документација е готова, но сложениот проект бара дополнителни проверки, вели министерот Бочварски, а тоа ќе се заврши за околу 1 година. Јас сметам дека во текот на наредната година ќе имаме појасна слика во однос на сите овие дополнителни прашања, бидејќи секогаш проектите подобро течат и подобро се одвиваат кога ги имаме претходно завршено сите проектни документации со квалитетна документација, со решена експроприација, за да потоа влеземе во реализација, да се Министерството за финансии во тој случај да побара средства од банките кои што нудат поволни средства и кредити за реализација на овој патен правец. Останува овој патен правец во фокусот на државата и заради тоа продолжуваме во координација за да најпрвен ги решиме сите постапки во делот на техничка документација, а потоа да пристапиме и кон реализација. Патот Струмица-Валандово треба да го скрати и улесни патувањето од Струмица до Валандово преку познатиот Валандовски рид. Овој патен правец е прилично тежок за возење поради големиот број товарни возила кои се обраќаат на оваа делница.